Еве не повторно, во последниот дел од ова наше утринско дружење, драги гости, имаме од Штип, кој што ќе ни најават еден прекрасен настан кој што се случува таму. Еве вака ќе почнем од дамите. Се разбира, верувам дека директорот на Државното средно музичко училиште Сергеј Михајлов од Штип, Илија Ќосевски, нема против да ги најавиме прво дамите. До мене е Јулијана Јанев и Златица Лазарова, ученички во Средното музичко училиште, пијанистки. Да. Идна гордост наша, веќе се гордост, но верувам дека за нив допрва ќе се слуша и за сето она кое што тие го прават. И Илија, амбициозен млад директор на Државното училиште, кој што прави неверојатни спектакли, кои што полнат сали и се уште се бара место повеќе, така нели? Честитки, браво Илија. Ви благодарам најпрво за поканата. Чест ни е за да го промовираме овој наш 14 поред новогодишен концерт, да представиме и нови таленти, така да мислам дека и ќе имаат можност гледачите на вашата телевизија да го погледнат самиот концерт. Едва и чекаме. Едва и чекаме кога ќе можеме вака во целост да си седнеме дома на рад и да видиме што се за празниците живи здрави. Верувам дека сте сработиле многу нешта, поради тоа што научив, разбрав дека дури 250 учесници имате на сцена, така нели? Така е. И, тоа се само дел од нашите ученици. Таму се вклучени учениците од основното образование и од средното образование. Поделени се во два оркестри и во два хора. Имаме детски хор и детски оркестар и хорот и оркестарот при Средното музичко училиште. Во оваа прилика сакам да ги поздравам и диригентите на овие хорови и оркестри. Тоа се професор Славица Деспотова, професор Ленче Богдановска Атанасова и професор Тоше Митрев. Поздрав и од нас до сите професори, до сите оние кои што се активно вклучени во овој голем проект. Ние ќе гледаме инсерти од минатогодишните, од предходните изданија на ваков тип на големи музички настани, кои што се вистински празник за Штип, за околината и нешто кое што и тоа како еве вака ја подкрева новогодишната атмосфера овие денови, последните денови од годината. Би прашала, Јуле, каква е твојата улога во овој годишен концерт? Јас и Златица заедно свириме дуо пијано од нашата прва година средно училиште и оваа година ќе настапиме на новогодишниот концерт на нашето училиште со една заедничка наша точка. Одлично. Златица, вели твојата другарка дека од прва година заедно свирите, тоа значи дека сте сега матурантки? Да, четврта година. Летна брзо 4 години? Многу брзо, да. Верувам дека допрва ќе доаѓаат вашите успешни години, ама и дека и понатаму, кога ќе го напуштите средното училиште, дека и понатаму ќе продолжите да свирите четворорачно, како што се вели, тоа малку поинаку, нели? Да. Па таа е нашата замисла за понатаму. Златица, колку се научивте, колку се споивте, бидејќи за да се свири со некого со 4 раце една композиција, потребно е и срцето да ни работи истовремено и мислите и целата енергија да ни се спои некако. Колку се научивте со Јуле во текот на овие години? Во прва година ние не се познававме, преку школата се запознавме и почнавме да свириме заедно и едноставно се вроди таа љубов кон нас за камерната музика, за камерното музицирање, за нашата посветеност и заедништво во таа изведба. Многу е важно да сме заедно, да чувствуваме заедно, да работиме заедно, да сме согласени технички и музички. И да се надополнувате во дадени моменти кога ние енергијата може би на некое добро ниво, другиот да ја превземе. Или главната улога. Секоја чест, тоа ми е многу добро познато. Илија, колку е важно навреме да ги препознаеме вештините, талентите, капацитетите и да ги поддржиме талентите, бидејќи не секој талент можеме навреме да го препознаеме, за жал. Да. И како е важно, бидејќи најголемите разочарувања, посебно кај младите, односно тинејџерите, се случува во тој период од нивниот живот. Најважно е секогаш да имаат
новите генерации, односно талентираните ученици да имаат поддршка секогаш од нас наставниците, да ги промовираме максимално, бидејќи денешното време знаеме како функционира цел тој музички свет, да кажеме, во целиот свет, мора да ги промовираме дали преку медиумите, дали преку социјалните медиуми. За успех не е само да знаат и добро да свират, туку треба буквално да бидеш еден, како велам јас секогаш, еден комплетен пакет, за да може да постигнат едни врвни успеси, а нашиот народ и нашата држава да биде горда, да не бидат само поединци во нашата држава. Во нашата држава има многу таленти, многу добри музичари, но за жал ни фали таа максимална поддршка, односно и промоција на новите музичари кои излегуваат. И затоа, еве, искрен да бидам, овој концерт е еден на почеток е фактички така и замислен да се промовираат новите генерации, да осетат еден вид голема сцена, да осетат дека колку повеќе народ ги види, толку повеќе ќе имаат веќе и слушатели, ќе се зборува за нив барем во следниот период. И ќе се подотворат некои врати плюс во животот. Така е. И затоа се трудиме максимално, иако е многу тешка, искрен да бидам, организацијата. Ние почнуваме, ние се финансираме сами, буквално за целиот концерт. Благодарение и на многу општествено одговорни компании, како излегува во пресред. Да, веќе дефинитивно е препознат нашиот концерт како бренд, штипски бренд е веќе. Па да ви кажам, да, еден штипски бренд каде што добиваме, дури и сами се понудуваат голем број компании каде што знаат уствари дека не се злоупотребува ништо од сето тоа, туку се вложува максимално за квалитетот на манифестацијата, па и за самите ученици, да бидат буквално стокмени од храна до вода, до се и се што на самите, во тие, посебно во тие 3 дена, да биде, се трудиме колку што може да биде и топла и салата и така. Продаден е веќе и третиот концерт, така па веќе уште многу мал број на билети остана и за третиот концерт. Значи 3 дена активно со публиката, а салата во Домот на културата, Центарот за култура брои 600 седишта, така нели? Значи 1800 луѓе ќе можат да уживаат во тие 3 дена, 23 4 23 најпрво беа продадени двата концерта за 20 за помалку од 48 часа. Тоа беше за нас голем шок, искрен да бидам. И додека да се одлучи за уште еден, бидејќи сепак ги прашуваме и учениците, дали сакаат и тие. Не дали се слободни, туку тие се сепак деца. Таму учествуваат од 7 до 18 години возраст. Тие се, како да кажем, треба да издржат сето тоа, бидејќи не е мала... Си бара кондиција, така е. Си бара и посветеност, не е само да го одржиме, не е нивото на приредба, туку е буквално концерт е тоа каде што сакаме да се покажеме и треба да бидеме весели, насмејани, во најдобра енергија. Во добра форма. Да, и затоа додека да се одлучи за сето тоа, самите ученици дека да ги прашаме и го организиравме и го пуштивме. И еве, пак истото го доживуваме дека за 2 дена веќе скоро речи и третиот концерт е веќе. Ајде па и четврт нека има. Мислам дека е доволно. За оваа година за оваа година е до доволно. година здравје. Живи здрави само да секогаш кога имаме таленти и кога родителите ќе забележат дека нивното дете има некој голем талент и на тој талент треба да се работи, искрено ги фаќа помалку и страф и паника, дали ќе успеат да им бидат доволна добра поддршка и дали ќе знаат да се снајдат во подемот на нели прогрес во развојот на детето. Јас секогаш на тие родители им велам дека не е важен талентот да му го потенцираш, многу е важно да му ја растеш самодовербата на едно дете за да може да напредува и за да може да не се сопнува и да не се блокира, да не се фрустрира на патот до успехот кој не е воопшто лесен. Колкава поддршка имаме, Јуле, од родителите, од дома во она што го правиме?
Јас имам целосната поддршка од страна на моите родители во тоа што го правам. Секогаш се овде за мене, да ме следат, да ме После носат на концерти и на превари, после секогаш овде за средното мене. продолжуваш во Скопје или После подалеку? средното цел ми е да се запишам на музички факултет секако, но се уште размислувам точно каде. Скопје е секогаш опција нашиот факултет овде, но за сигурно ќе видиме. Да, одлично. Златица, каква е твојата приказна? Колку твоите родители се овде за да ти служат на некаков начин, бидејќи во оваа професија навистина е важно да умее некој да не следи, да не слуша и да ни биде многу силна поддршка. И секогаш тука за мене, секогаш ме носат каде што треба на секој настап, секогаш се прилагодуваат според нашите потреби, заеднички соло концерти или настани. Имам целата поддршка од нив. Веројатно и ти продолжуваш на факултетот за музичка уметност, така, нели? Јас планирам овде во Скопје и се надевам дека ќе ме примат. Да. Ти посакувам и тебе да те примат. Инаку они се и оваа година одржаат доста концерти, настапија и во Америка. Да, оваа тоа го година. прочита во информациите кои што ми ги испративте, како поминавме во Америка и по кој повод бевме таму? Ние учествувавме на еден амерички надпревар International Youth Competition Атланта, Нью Йорк и добивме покана од таму да настапиме на концертот на победниците како победници во нашата категорија. Нели? Да. Браво. Па одлетавме за Нью Йорк и беше едно преубаво ново искуство. Доживување, бевте на Times Square? Секако дека да. Браво. Преубаво отварање на нови врати, на нови гледишта. Да, Нью Йорк е сон за секој млад човек. И искрено посакувам сите млади кои што сонуваат да ги посетат тие големи градови, тие големи дестинации, да успеат и да ги однесе, ако не кариерата, барем приватно да прошетаат. Навистина е место со премногу можности и со многу отворени врати. Да, добивме и покана таму да настапиме следната година во Лондон од страна на организаторите. Посакувам и во Лондон да отидете. Што има во Нью Йорк, што нема во Македонија, Златица? Многу работи. Ајвар нема. Да, има облакодери, навистина град на облакодери. Да, но сигурно има и таму нешто што овде го има, а таму го нема. Илија, овој настан што ќе се случува сега, овие 3 концерти се поклопуваат и со 2 големи јубилеи, така дели за Штип и за регионот. За културниот. За културниот. За културата на Штип, иако голем дел знаат дека Штип е град расадник на музички таленти и на културни манифестации. Тука имаме Народен театар, тука имаме музички факултет, имаме музичко училиште, каде што и така да несомнено е и да ги испочитуваме двата големи настани што ја одбележаа 25-та година за Штип. Тоа е 100 годишнината од првата опера изведена воопшто во Македонија и во регионот. Палјачи. Да, Палјачи, од страна на нашиот големец за нас Сергеј Михајлов, затоа и го носиме неговото име за нашето училиште. Потоа исто така и Макфест, кој оваа година славеше 40 години и блесна во еден убав сјај, така да убаво е, односно и наша должност е, без разлика дали се изучува во нашето училиште популарна музика или не се изучува, ние сме дел од Макфест, секако. Да го одбележиме барем со еден краток дел во самиот концерт, да ќе споиме оваа година 3 генерации, каде што ученик од основното, ученик од средното и еден наш колега, кој е исто така учесник на Макфест. Нема да откријам, нека дојде публиката, нека види за кој станува збор. Така да тоа се едни убави моменти и секако да не ја запоставиме исто така тоа што не одбележува фактички сиве овие години, детските песни новогодишни, новогодишните валцери, каде што ја прават таа буквално магија на самата сцена. Тоа е тоа што го одбележуваме оваа година. Едноставно ќе бидеме како една мала виена во Штип,
со сите одбележија што не се случија во 25-та година. Така, 250 учесници на сцена со толку ентузијазам, со толку професионалци и со толку таленти не би можело да биде нешто обично. Да ви кажам искрено, благодарност и до целиот колектив на Државното музичко училиште Сергиј Михайлов, каде што буквално секој си има некоја задачка во секој во еден дел, каде што еден е идеја реализатор, друг се грижи околу храна, сценографија, буквално си имаме се вклучени голем дел од колективот на нашето училиште и голема благодарност до сите ние. Тие да не се, мислам дека новогодишниот концерт нема можност да се одржи. Вие ни го прераскажавте, сега преостанува само уште да го видиме настанот на Алфа телевизија, односно прво да се случи па ние да го гледаме. Јас ќе ви се заблагодарам што ова утро дојдовте, допатувавте од Штип и бевте наши гости, најавивме нешто навистина спектакуларно, прекрасно во очи новогодишните денови. Многу успех и во се она што ќе следи и во, се разбира, настаните, односно концертите кои што веќе публиката во Штип ги очекува. Благодарам и сте поканите да дојдете на нашиот концерт. Задоволство ќе ми биде да можам да присуствувам.